Топ тема, добро вечер. Криво насадено дрво, криво ќе си расне. Така некако се движат работите со сите нус појави кои произлегоа што директно од специјалното обвинителство, што од политичките игри со кои уште во старт се сакаше да се сотре оваа институција, сега уништена од обвиненијата за незаконити дејанија на првата специјалка Катица Јанева. Но реводецот во големата политичка игранка околу СЕО несомнено е екс-председателот Иванов, чија политичка авантура со масовно помилување па повлекување на помилувањата се заканува со нова политичка и правна бура. Политика во Уставниот суд или политичка интервенција и притисоци врз работата на уставните суди. Што значи постапката за оценување на уставноста на членот од законот со кој председателот Иванов ги повлече помилувањата на осомничените од СЈО, што ќе смени пак автентичното толкување иницирано во собранието. За овие и многу други прашања поврзани околу скандалите кои го следат специјалното јавно обвинителство, вклучително и што можеме да очекуваме од судскиот процес за рекет кој почнува утре. Вечерва во топ тема мој гостин е универзитетскиот професор Гордан Кајлаџиев. Добро вечер и добре дојдовте. Професоре, кога ќе се почне да се тера право со политички инструменти, тогаш доаѓаме во ситуација во која што сме сега, а тоа е дилемата дали секој нов потек води кон некаква разрешница или кон ново заплеткување на јазолот во кој што досега доминира политичарите. Мислам дека може би начинот на кој што се справуваме со овие правни и политички проблеми во некоја друга прилика може да биде повод да се разговара и за тоа колку сме ние навистина зрели како држава, па и секоја владеачка гарнитура. Искрено да кажам, и самите СЈО и власта практично ги знаеа овие проблеми уште пред неколку години. Јас уште на времето кога бев советник во СЈО им предочив неколку прашања, 5-6 посериозни прашања на кои што ќе треба СЈО на некој начин стратешки да ги речи. И тие од некој од нив се уште се живи. Гледате, проблемот со рокот, проблемот со уставноста, кој исто така е во фиока, може утре да биде изваден исто како помилувањата. Некој да рече, бидејќи тие две-три иницијативи, едната се сеќавам дека беше од Тодор Петров, не се решени. Тоа исто така зборува лошо за нас како држава, како е воопшто можно една сериозна институција да држи 3-4 години предмети без да ги реши. И покажува на тоа дека ние работите повеќе сме спремни да ги половично да ги решиме и да ги ставиме под тепих, отколку вистински да ги изнесеме со убава аргументација и тие да се решат трајно. Конкретно за помилувањата, беше многу јасно дека тие повторно ќе се јават како проблем. Судот пропушти да ги реши, пропуштивме да ги решиме и како држава во време кога беше актуелно постапувањето на Иванов и околу повлекувањето. Морам да речам, повлекувањето такво како што беше, со политички мотиви, без да се поништат со правна аргументација решенијата, за помилување им оди од рака на овие што сакат да ги искористат во некоја подоснежна инстанца. Сега се појавува прашањето со Уставниот суд, може евентуално да дојде некојаш на ред и пред Врховен суд, а сигурно ќе дојде на ред у Страсбург, бидејќи таму е најсилната аргументација на овие што сакаат да ги искористат помилувањата, за оглед на тоа што Страсбург има восстановена практика која што нив им одговара во тој познат случај. Сега во сите реакции деновиве постои една едногласност меѓу правните експерти, без оглед дали се од кривичната или од уставната сфера, тоа е дека да, нема дилеми во поглед на праксата од Страсбург,
повлекувањето на амнестијата е незаконско. Ни сега тука има едно но, а тоа но се поврзува со тоа што со фамозниот член 11, односно со дилемите кои што во меѓувреме не успеа државата или власта да ги реши околу постоењето или непостоењето на член 11, врз основа на кој председателот ја изврши амнестијата, односно врз законитоста и уставноста на неговиот потик. Точно е дека ова е дополнителен проблем, но не го исцрпува суштината на проблемот на повлекувањето. Затоа што можело да биде еден убав основ, доколку при повлекувањето се признаело, па дури и самиот Иванов да го направил тоа, дека, и тоа би било за него најбезболно, дека не од политички причини, туку едноставно заради некаква, условно речено, правна грешка, дека членот де факто као не постои, односно правно не постои, и дека тоа да е причина за отповикување. И тоа би било евентуално исто така спорно, бидејќи власта кој ќе постапи на еден начин суштината на повредата на човековите права во повлекувањето е дека државата не може да си игра со судбината на граѓаните. И сега Страсбур, тоа кога го гледа, он не трга од тоа дека Ѓорги Иванов доаѓа од истата група, од овие од другата страна граѓаните, дека се тие неговите на кои што им должи. Туку Страсбур нив ги гледа како недолжни граѓани со кои што председателот си игра во случајот. Него го гледа во принцип како одговорен орган кој што не може да си прави. И сега треба целата ситуација, спецификата на Македонија, за разлика од случајот Лекса во кој што Страсбур ја формулира својата доктрина, треба да се направи една сериозна дистинкција и тоа е добра прилика сега да се направи, бидејќи тоа е сега полесно отколку во Страсбур. Зошто ќе ви објаснам? Беше најдобро судовите да го направат тоа. Кога веќе Ѓорги Иванов не направи, значи нема повлекување на јасно повлекување заради правни причини, туку од политичките причини се проблем, бидејќи искаше дека е зафрканција со судбините на луѓето. Со правните проблеми би биле полесно, исто би било релативно лесно доколку своевремено се утврдеше. Ние, како Хелзиншки комитет, имаме поднесено и кривична пријава јавна, по кој што обвинителството не постапи никогаш во медиумите. Вајда мислеше дека е тоа само дел од некакво слободно изразување на невладиниот сектор. Затоа ми е прашањето, велите, не е сега, нели е доцна сега, бидејќи до сега не се остави барем некаква трага дека помилувањето од страна на Иванов се незаконити, своевидно пречекорување на неговите овластувања и значи, ја реков дека беше најдобро беше во времето кога тоа беше актуелно. Дали да се трне од тоа дека формално барем самиот да се принуди да признае дека е тоа правен проблем, правен пропуст, процедурален, за него најлесен, или некој друг да утврди дека он направил злоупотреба, бидејќи има тука исто 2-3 тези, дека суштински направил злоупотреба, бидејќи помилувањето нигде во свет не се дава заради спасување од кривична одговорност на сопартијци или политички истомисленици или на луѓе на кои што им должите. Тоа е замислено за ситуација каде што тоа на вистински во интерес на државата или уште повеќе за исправање во случајот на помилување, исправање на некоја поединечна неправда. Има голема разлика и тука е третиот проблем на Иванов, што тој суштински, освен што направи злоупотреба, направи суштински и амнестија. Значи има разлика меѓу помилување, поединечно, и тоа е за поединечни случаи, ако кај нас се случува и помилувањата да бидат давани на групи, врзани во главно помилувањата се даваат на веќе луѓе кои што се на издржување на казна, да им се олесни
казната од некои причини, кој бил болен, кој едно, друго, трето. Може да има и специфични причини каде што не може процесно да се врати постапката, а има проблем од аспект на фер судење. Па тоа може дори да биде актуелно и во овој конкретен случај, бидејќи ако се утврди од Страсбур, не дај Боже, дека има повреда на човековите права, ќе треба исто да се бара чарев натре, кои системи ќе се искористат. Помилувањето е едно од тие, каде што објективно, кога немало судење, проблемот се решава меѓу другото и со помилување. Но, сакам да кажам, тоа беше првиот момент. Вториот момент беше кога судовите одлучуваа по приговорите на обвиненијата, одбраната редовно на сите обвинети за СЈО, повеќе или помалку, не можам да се фатам баш до еден, се повикуваа на овој случај у Страсбур, кој што е во нивна полза. Иначе да појасниме за публиката, во Словачка се работело за еден обавештаец на висока позиција, кој што бил помилуван, па му е одземено помилувањето и таму е релативно доста компликувано да се работи за еден човек. И општествениот интерес не е ист како во Македонија. Тоа ќе гледам ако може да го. Тука се 52, но како тоа ќе се објасни пред Страсбург, бидејќи според ова што вие го зборувате, вака како што сега стојат работите, еве Груевски кој е еден од осудените со правосилна пресуда плюс бегалец, доколку сега би поднел представка пред судот во Страсбург, според ова ваше толкување, тој на крајот би можел да излезат и жртва на системот. Па, ние овој проблем го имавме и може пак да го имаме. Значи, не е само со Груевски. Ние во екстрадицијата на Груевски, исто така не се изборивме најрационално, бидејќи по овој аргумент во однос на неговиот приговор дека е помилуван, го истакнавме аргументот со ова што го спомнавте вие на почеток, дека таков член не постои. Меѓутоа, тоа не е некој јак аргумент, како што не беше и во Грција, кога грчките судови, грчкиот суд одлучуваше за двајцата бегалци, а го имаше во предвид овој факт за помилувањето и за тоа дека не може да се одземе помилување согласно Страсбур. Вие не може да им објасните на нив дека помилувањето уствари не постои, зашто не постоел членот. Па зашто го донели? Тоа им изгледа за фраканција, не е многу озбилно. Ако не постоел членот и има помилување кои што се без основа на некој член, тоа може да се исправи. Па дури владата, ако сакала да го појасни проблемот со непостоечкиот член, имаше доволно време, наместо сега да бара автентично толкување, да направи некои измени во тој закон и да го тргне елегантно, да се види дека законодавецот смета дека тој член не постои. Затоа што во претходните одлуки на Уставниот суд, индиректно, во два наврати, кога тој одлучуваше, се поаѓа од тоа дека членот постои. И сега ви имате едно тврдење, кој што го имавме дори во барањето за екстрадиција на Груевски. Он има убава аргументација дека не знам, ето Уставниот суд признава дека тој член постои, а Министерството за правда се повикува на некои правни теории, дека во правна теорија избришан член не може да се врати. А тоа е приказно. Во правна теорија може да има и различни мислења. И ние имаме различни мислења кај правните, да речам, познавачи, и за почитување дека професор Шкарич има такво мислење, Силјановска, еве јас. Во случајов нема разлика дека тој член не постои, има и неколку издвоени мислења на суди од Уставниот суд. Меѓутоа не е баш така. Ние дури на времето имаше една иницијатива на правен факултет да се изнесе ова аргументација, меѓу другото со дека не постои, кога мислење на правен факултет во оваа насока. И тука се спротивстави Каракамишова и некои нејзини поддржувачи со право, вика ја не мислам така и даде контрамислење. Ние не можете вие едно контрамислење да имате од професор, веќе немате тука вага тројца професори да надгласаат еден професор. Тоа се аргументи и таа е професор по уставно право. Така и са не може да речете вие
а ние го цениме Шкарич повеќе од Каракамишева и не ни е важно што рекол Уставниот суд. За толкувањето на Уставот и законите, сепак Уставниот суд е врвна институција. Професорите може да не се слагаат, но тоа е, би рекол, во втор план. Ако се читаат сега тие решенија на вас правниците, ви е многу лесно да ги разликувате, меѓутоа во тоа решение кое што го споменувате од лани, март 2018 година, и сега тука имаме едно издвоено мислење кое што од еден од судиите, и сега се вели дека ако одбивањето било врз основа на член 28 став 2 од деловникот, во тоа се препознава своевидно признавање на постоењето на член 11, но доколку Уставниот суд се повикал на друг член од деловникот, односно на друг став, дека тогаш би било поинаку. Тоа се многу комплицирани правни игри за да ги разберат тие игри. Ако ги читате тие неколку одлуки на Уставниот суд, дури во издвоените мислења, не знам, на Габер и на други кои што беа, да речам, против во времето на овие, да речем, иницијативи и проблеми, исто така постои сваќање дека практично членот постои. Така што таа приказна дека теоретски тој член не постои, издвоено мислење на судијата Сали Мурати, кој што вели дека не постои. Министерството за правда, наместо да се бави со автентично толкување, имало време, доколку го предвидувало проблемот се знаеше. Јас сум пишувал неколку пати, други пишувале, адвокатите нон-стоп се повикуваат и е сосема јасно како бел ден дека до Страсбург ќе се држат до ова. Ние дури полесно ќе се справиме и тука имаме поголема, да речам, доза на разбирање за тоа од кој тип ни се проблемиве, за да направиме битна разлика меѓу случајот Лекса и другата практика, потешко ќе биде Страсбург да го убедиме. Во што се работи? Значи, тоа требало да проба да го објасни и судот, кога одлучувал по приговорот, а не само да се оглуви. Значи, судот едноставно не на тој дел од приговорите не враќа. Што мисли он, зашто не ги почитува. Исто кој што се оглушува и обвинителствата, па и СЈО. Во Лекса јасно кажува судот во Страсбург дека кривичните постапки мора да се опрати се сметат за рес јудиката веднаш по одлуката за помилување. А инаку инспирацијата е многу јасна, дека и за тоа е неповолна ситуацијата и не може да ја буткате на мускули, бидејќи ние ќе искочиме во Европа, во очите на Европа, несериозна држава, ако сега со притисок, како што го прават политичарите, од кои што некој на функции, председателот, министра за внатрешни, ќе видите вие ако одлучите поинаку. Не е тоа финта се, ова е борба на правна аргументација. Они држат во рака џокер, вика Страсбург, највисоката институција за толкување на Европска конвенција за човекови права, со поголем авторитет од било кој во држава. Добро, ама нели ви е сомнително тоа што наеднаш се разбудија тие иницијативи? Оваа иницијатива. Иницијативата за помилувањата за 27. Самиот споменавте дека долго време во фиока е и иницијативата за самата уставност на СЈ. Јас сега не сум толку добар познавач на политичките прилики, за да можам да шпекулирам кој што тоа се прави во моментот во медиумите. Дали моментот одговарал за овој проблем да се извади? И на кого му одговара, дали во ВМРО му одговара на една или на друга струја, дали му одговара на Заев или што ја знам. Факт е, гледам, проблемот како таков им одговара неспорно на тие што се обвинети. И тие до крај ќе се борат, вклучително и Страсбург, овој аргумент кој што е џокер во нивните раце, да го искористат. И вие сега треба во што е можно порано да дадете подобра аргументација, која што утре Страсбург ќе ја купи, односно ќе може да гледа со нашите очила. А тоа што е? Тоа значи дека нашиот случај не е таков прост, како овој поединечен случај, и дека постои сериозен општествен интерес врзан со тешки повреди на човековите права. И тука имате одма друга призма у Страсбург.
Например, општествениот интерес има еден познат случај кој што се стално се дава како пример, Јалох против Германија, каде што, не знам, дрогата од еден продавач на дрога, уличен, е земена на начин што не знам, он превртен, па го терале да повреќа и слично на нехуман начин. И сега вика, тоа е непотребно, бидејќи тој бил уличен продавач, неважен во кариката и слично, и дека ситуацијата може би ќе била различна, кажува самиот суд, ако се работело за утврдување на одговорност на некој поважен во кариката на одговорноста. Значи гледа дека некои средства се може би малку подопуштени, а во некои ситуации, кои што иначе се непринципијални, во некои ситуации каде што имаме сериозен интерес за борба со тешки форми на криминал или во најдобра ситуација за каде што повредата уствари била на човековите права. Што е сега нашиот проблем? Во меѓународното право е неспорно и во Страсбур, таков случај има Хрватска, дадена амнестија да не биде проблем, бидејќи се гледа дека во дадени случаи амнестијата била начин на избегнување на одговорноста за геноцид или војни злосторства. Меѓународното право вика не. Во случај на геноцид, тортура, вонсудски екзекуции и други тешки повреди на човекови права, нема ни амнестија, нема ни помилување. И тука е маргина на проблемот сега на повлекување на помилување. Како да кажам, бидејќи тие инструменти се неприфатливи, они викаат чека за сериозни повреди, нема вакви зафрканци, треба луѓето да одговараат. И ние сега треба да покажеме дека не се работи за поединечен случај, кој што не знам, земете го овој што го осудија првиот, за Мерцедесот. Ако Страсбург го земе него и го гледа неговото помилување, ја не знам треба дали конкретно тој беше помилуван, како се викаше човекот, две пресуди што има. Тенк и набавка на возила. Или Гордана Јанкуловска за злоупотреба на службена положба или некои други. Изгледаат они сами по себе релативно мали кривични дела. Па дури и прислушкувањето, кое што е во таа група, ние треба да покажеме дека масовно прислушкување и други проблеми на оваа групација што била фокус на амнестијата, довела до заробена држава. И ние тука имаме аргументи, бидејќи во Европа постојат извештаи, вклучително при eBay и други, кои што кажуваат да, во Македонија постоела група што ја заробила државата и што резултирало со масовни повреди на приватност и на други човекови права. Дисфункционалност на демократија, на правна држава, независно судство и слично. Сега, тоа е проблем што ние сериозноста на таа појава треба да ги дадеме нив како група и тука веројатно ќе беше полесно ако се одеше со некој групно обвинение за некои од поважните сторители наместо да се што се распрска обвинението по некои неважни предмети, беше подобро групата, ова вистинската политичка елита што ја зароби Македонија да се обвинеше во некој групно обвинение, вклучително и ВМРО како партија, кој што тоа се направи со ХДЗ на времето у Хрватска. И тогаш ќе беше многу појасно за што се работи, за сериозни дела за кои што нема логика да имате вие помилување амнестија, бидејќи тоа е врзан круг кој што доведува до држава која е неприфатлива во Европа. Вие во Европа главните услови се почитување на човекови права, демократија, функционална и владење на право. Очигледно е дека сега е голема, барем навидом, паниката и што би можела да значи одлуката на уставниот суд, доколку има одлука, таа би била или укинување или поништување, кои би биле последиците во едниот, кој во другиот случај? Укинувањето е секако полесно, бидејќи би значило натаму. Меѓутоа, укинувањето во дадениот случај не одговара од аспект на природата на повредата. Земете го, значи, Лек се сака да каже дека овие луѓе претрпеле повреда на човековите права. Вие ако таа само за воиднина, ако е тоа така, ако ние сме им ги повредиле човековите права, е глупа укинувачка пресуда која што нив не им помага, да речеме, туку воиднина ќе нема повреда на човекови права, било што било, 60 души сме ги повредиле човековите права, натаму нема да има. Тоа е најдобро е да се оди со некоја
посложена аргументација која што би земала предвид прво дека самиот основ бил погрешен, дека во суштина било злоупотреба, тие неколку аргументи, може би и овој аргумент дека де факто се работело за амнестија, не за помилување, бидејќи и тоа злоупотреба. Тоа нарочно државата, амнестијата опфаќа големи ситуации на неопределен број луѓе. Сега во овој случај тој број некако е измеѓу двете, да речам, но мене ми изгледа по суштина на проблемот ова поблиску до амнестија отколку помилување. А амнестијата е во надлежност амнестијата е во надлежност на собранието. Тоа значи дека видете, дури кога би имало сомневање дали треба да се примени амнестија или помилување, тоа би требало да го спречи председателот, бидејќи идејата за оваа разлика е јасна, дека се работи само за исклучок е председателот, за поединечни случаи, за сите посериозни случаи за поголеми групи или за настани што ги тангираат државата, нарочно е оставено собранието да решава, бидејќи се смета дека самата одлука као таква е сериозна. У суштина, оставањето на исклучокот од правилото и ке председателот да не се оди преку Министерство за правда и комисии таму, во суштина не е добро решение за држави како Македонија, кои што се политизирани и ствара очекувања кај политичарите дека дури некој ден да дојде правна држава во смисла дека може да ги начека некој независен обвинител или судија, да ги поткачи дека ќе ги спаси последниот џокер председателот. Дали поништувањето би значило практично враќање на сите одлуки за помилување, односно стопирање на сите судски постапки во моментот? Па би можело бидејќи суштината била во тоа, дека не можело да им суштината на одлуката во Страсбур е дека еднаш дадено помилување, нормално во речиси сите држави, речиси без излучок, дека не може да се повлекува. Што вика деца да страчка нема врачка. Но проблемот, верувам, ќе потрае и затоа не е добро да се бутка, особено имајќи во предвид дека ќе се јави во Страсбур, е лошо решение ова што се пробува сега, со притисок врз судиите. Значи, треба добра аргументација да се смисли. Ова јас кажав сега, дел од аргументите што јас ги согледувам, може да најдат и други, а не сум јас сега ни најголем експерт, ни најпаметен. Ама добро, вие резонирате поинаку, политичкиот резон е пребројување на судиите, се бара мнозинството, а при тоа се гледат дека мнозинството е која партија кој судија која партија го назначила и од тука се обидува да се прејудицира однапред и одлуката, на што денеска впрочем реагираше и Уставниот суд дека не треба да се прејудицира. Несмасното решавање на овој проблем само ќе зголеми, ќе направи уште еден нов проблем кога ова проблематика ќе дојде до Страсбур. Бидејќи таа ќе дојде до Страсбур. Овие да не морале да има искористување на сите домашни лекови, бидејќи тука не се знае, Уставниот суд е и вака и така во ефикасни правни лекови. За не дај Боже да не биде меѓу правните, за да идат у Страсбур, може да ги искористите домашните лекови. Веројатно од една страна им се брзало, ако може порано да го решат проблемот, од друга страна, бидејќи у Страсбур имаат сигурно подобра клима. Меѓу другите работи, што државата не ги реши, беше тоа што го остави Јован Илиевски, обвинителот, заради кој што е формирано СЕО, го остави судија во Страсбур. Ние, како невладини организации, пишувавме неколку петиции дека тој човек, заради одговорноста, значи тој според извештајот на Прибе е еден од најодговорните за дисфункционалноста на правниот систем. По ниеден критериум не може да биде судија за човекови права во Страсбур, бидејќи тоа е оставено за врвот на оние со најголем интегритет. И имате сега не само тоа, као таа брука, туку тој сега, претпоставувам таму, фино лепо си работи на лобирање. Ја гледам професорката од Загреб, многу фин вика тој вашот. И си викам мајката. Значи, он сега практично претпоставувам, неќу да го обвинувам
али ми изгледа многу логично, према тоа што сум го слушнал, дека они како, знаете, како колеги, си лобираат. А си имаат, може би, некоја, не се таму сега, како што, ете, не е избрано со врвен интегритет, тој не е совршен систем во Страсбур, тој е исто луѓе и може да си имаат и нати дајми. Он сега, ако им попушта, ако им должи некои одлуки и им правил поволности во нивни важни случаи. Ќе добие нешто за возраст. Може си чуваат джокери, сега таму ќе ги извади джокерите кои ќе дојдат, овие неговите што го пратиле и што му излобираа место во Страсбур. Сега имаме иницијатива за автентично толкување на член 11, кој што му овозможи на председателот практично го формализираше тој чин, отвори врата да се поништат одлуките. Што тој може да значи и колку тој може да влијае на одлуката на Уставниот суд или на евентуалните последици од одлуката на Уставниот суд. Бидејќи укинувањето нема да значи ништо, веројатно таргетот е евентуалното поништување. Логиката на министерката е како во случајот што го изгубивме, значи не е научена лекцијата со екстрадицијата на Груевски, дека има некоја голема логика во целото тоа. Демек, ќе стане нелогично ако не постоел членот. Прво, е тешко до тоа да дојдете до таква одлука, дека парламентот да каже дека овој член не постои, затоа што веќе во една прилика он додал 11А на 11. Тука е сега најголемиот апсурд, бидејќи за да почне процедурата во собранието, се чека мислењето на владата. И сега владата треба, веројатно ќе напише, тој член не постои. И што би било понатаму автентичното толкување, односно каде е одговорноста на сите, бидејќи ние не говориме за одговорност на кој бил тогаш парламентарно мнозинство, кој е сега парламентарно мнозинство. Говориме за одговорност на институција како парламент. Каде бил тогаш парламентот да види дека тој член не постои и некој да се праша зошто се додава член 11. Ја велам, во тој дел нема логика и не е многу сигурно ефикасно решението, ниту пак може да го сопре автоматски. Значи сега демек, кој ќе немало таков член и помилувањава, демек не постојат бидејќи не се дадени врз основа. Тие постојат па дури да се дадени погрешно. Постоеле како правен факт пред да се укинат. И сега се оспорува укинувањето. И вие не можете да речете тие се укинати, зашто тогаш се укинати ако не постоеле. Ако било тоа логично дека немало ни основ, тогаш ќе се оставиле тие ќе испарале, бидејќи ќе било општо познато дека немало основ. А гледате, тоа основот е спорен, де факто го признава Уставниот суд, го признала и владата која предложила 11. И сега вие кој ќе речете добро и со толкувањето покријат вие проблеми, да го избуткате тоа автентично толкување, нема да го решите проблемот, затоа што проблемот е во тоа дека нема играчка со овие работи. Дури да сте сгрешиле во давањето на помилувањата, кога не може да ги туку така да ги повлечете. Разбирате, исто како во сериозна држава, зошто има дабл джепарди во Соединетите држави, тука исто се борев обвинителите веќе да немаат право на жалба и да ги скратиме малку постапките од тој аспект. Кој ќе ве пушти поротата и да сгреши, пошто раззвони 2 пати е познат филм, потоа или други, милион филмови има. Тоа се пресметани ризици. Кој ќе ве пушти поротата здравје, па утре да се докаже дека сте вие криминалец, тоа е ослободителна пресуда, е страчка нема врачка. Така и ова, не се тие работи толку едноставни, па нешто било логично. Проблемот ќе остане и ќе се појави во Страсбур само во построга форма по мене. Што е со ситуацијата дома? Бидејќи Страсбур веројатно ќе уследи откако ќе се истрошат сите правни средства тука. Ние имавме случај со одлуката на Врховниот суд во Грција, кој што го виде
и кој што напиша дека постоја, тоа не беше доволно опомена на време да се средат работите и сега колку се тоа покажува дека сите во одреден момент не действувале правно, туку политички, обидувајќи се адхок да се санираат некои состојби и дека и во овој момент се продолжува со таа тенденција. Нашиот најголем проблем е што немало до сега во ниту една форма изразено мислење, односно став некаков, дека бар политички, а уште помалку правно, има грешка или злоупотреба на ова. Веројатно најлесно ќе беше, реков, да се направеше на тоа што при тој притисок да се повикаше на грешка или евентуално додека имаш уште време да се побараше политичка или кривична одговорност на Иванов. Сега од кој дојде на оваа ситуација веќе и досна за тоа. Сега имаме и уште една иницијатива за успорување на амнестијата за 27 април. Како ви се чинат аргументите там? 27 април мислам дека друга природа на проблемот. Тука е проблемот селективна правда, би рекол. Не сум ја читал, ние ни оваа одлука не ја знаеме. Значи, уште не е објавена. Јас се распрашав, веројатно оваа среда ќе се објави писмено одлуката на Уставниот суд. Ова се прераскажувања, а иницијативите по правило не се објавуваат. И сега ние знаеме само фрагменти. Морам да признам дека за оваа 20 од априлски на настани во медиумите имаше многу малку аргументација, така што дури не сум несигурен која е вистинската правна аргументација да би можел сега како експерт да тврдам какви се шансите на таа иницијатива. Имате вие некој... Нема, не. Ова е само денешниот коментар на Уставниот суд кој што вели дека судот смета дека со коментарите и прејудицирањето се врши директен упат и притисок за нормално функционирање на судот и неосновано се повредува угледот на судот и честа и личноста на уставните суди. И сега тоа е, нели, тука се управа, па да ги ставија веројатно оправдана реакција, меѓутоа во јавноста следува и сиот оној низ на анализа на кариери, на напредок, од каде почнале, од која партија практично доаѓаме и до многу посериозни дилеми околу кредибилитетот и на институцијата. Се прави обид да се дисквалификуваат тие по лична основа. Тоа е, видите, се они имаат еден джокер. Имаат доктрина од Страсбург, што ја сакаат да ја применат, и вие се викате, вие сте вакви, такви. Не е тоа начин. И на сила или со закани, какви што имаше од највисоките функционери. Тоа не е во ред. И повикување на линч, што суде ова, излега дека ние сме... Има фина аргументација што може да биде контра, да го разликува овој случај од Лекса против Словачка. Без непотребно и штетно е ова во форма на притисок и на ќе излеземе на улици, ја ќе бидам прв на улица, не знам што ќе им правиме на судиите, одговараат вака така. Не е тоа држава. Одиме на кратка пауза за реклами, а потоа околу тоа што може да се очекува од случајот рекет и околу сите контроверзи околу специјалното јавно обвинителство, вклучително и последните околу големите бонуси. Се враќаме назад со мојот вечерачен гостин, универзитетскиот професор Гордан Кајлајџиев. Професоре, утре почнува рекет. Случајот со кој почнува падот на специјалното јавно обвинителство и сега дали правно гледано процесот е да даде одговор, има ли некаква поврзаност и во конструкцијата на истрагите после рокот, или е само случај, односно судење за 1,50 евра. Што всушност треба да дознаеме од овој процес? Па јавноста очекуваше дека истрагите можеби ќе опфатат уште некој.
луѓето лесно забораваат, еве гледате и се заборавија и кај се одговорните од априлските настани. Нели требаше одговорните нема да бидат предметот да заврши со полициските службеници што немале несоодветна реакција. Така и овде беше повеќе или помалку јасно дека нешто се плетка и дека највисоката политика е вмешана во разврските околу случајот и дека точно се дозира каде ќе заврши. Имаше проба претходно да заврши со овие тројца. Пратеничката тука почна се упика дека има нешто нека одговорност, некој спасија глава. Се најавува дека ќе има продолжение, дека тоа ќе се раздвои и еко мене ми е тоа сомнително, тоа развојување баш на една целина или еден систем ако тој функционирал. Ќе видиме допрова, мислам дека овој е шоумен, кога што гледам он живее за судење. До сега нема дадено исказ, може ли нема дадено исказ, ќе видиме што смени ќе каже. Ќе видиме што ќе каже, ќе видиме Катица што ќе каже. У крајна линија ни должи многу објаснувања. Нема соодветна разврска на случаите кои што беа злоупотребени. Овие Македонска банка, империја и други. Иначе, вие не можете во ниедна нормална држава да злоупотребите постапка на овој начин на луѓето да ги ставите у притвор и да им барате пари, или воопшто да почнете постапка. Ние сега немаме доволно сознание дали целата постапка, дали овие случаи се намерно земени за да бидат рекетирани и злоупотребени, или се бона виде земени, а подоцна се злоупотребени. Тука исто одговорноста и на другите обвинители е посебно Стефанова. Империја продолжува така да... Па империја не продолжува. Што значи продолжува? Тоа е многу проблематично. Истрагата е веќе година дена отворена, дел од имотот да замрзнат, а постапката е во место. Што продолжува? И тоа и у исто време злоупотребена. Во нормални држави од западните демократии ова се вика злоупотреба на постапка, абјусов процес, и доведува, тука има и случаи некои во Страсбург, доведува до запирање на тие постапки. Државата, дури да има некаков криминал, а тука ние не видовме од обвиненијата дека има само шпекулација, луѓето има криво дека некој се збогатиле и тука се автоматски нешто е проблематично. Меѓутоа обвиненијата беа се многу тенки, односно целата истрага е многу тенка. Тие приказки разноразни дека се влијаело на некои луѓе како на господја Кираца и слично, тоа се малку така наивни приказни за тие што ги познаваат луѓето. Никаде нема од каде се парите што се перени, треба да дојдат од криминал. Којто е криминал ништо не пишува. Него автоматски демек некој имало пари, тие се испрани. Тоа е многу детски. И во оваков случај каде што е злоупотребено е многу несериозно тие случаи воопшто да продолжат. И ние немаме решение бидејќи до сега нашиот закон прифати еден вид на модерна постапка и секоја кривична постапка има за цел да спречи ненамерни грешки и тука има правни лекови за едно друго, но и злоупотреби. Злоупотребите секојаш од аспект на фер судење се важна смисла на гаранциите. Бидејќи од секојаш имало и политички судења и злоупотребени судења за едно или за друго. И мора да има начин, мора да има правен лек за ова. Кај нас до сега не се користени, но во законот има можности обвинителот да се опре постапката доколку постојат причини за запирање на постапката. Тоа е меѓу нив и незаконитоста на самата, на некој од действијата во постапката, па и целата постапка. Самиот рекет исто така ќе видиме многу недоверба има околу целата приказна, околу тоа зошто се остави Катица едно време да оди дури на одмор, па после се стаи у притвор. Нема некоја логика, вие касно да палите, со едни исти сознанија, имате прво проценка дека може да оди у странство на одмор, а после имате па притвор. Тоа е една... Па повикување во својство на сведок со адвокат, последниот ден веќе приведување и така натаму. Во низата скандали од специјалното јавно обвинителство, откако веќе почна да се руши таа институција,
по рекет и она што се случи со Катица Јанева. Последното доаѓа преку отворени финанси и големите бонуси. Видете, исто е ова... Колку е тоа театар за јавноста, колку тука има... Сите знаеат дека тие имаат големи примања, можеби не знаеат колку точно, иако ја мислам дека финансиските институции имаат можност тоа да го утврдат, доколку има сомневања за ова. Дали е во прашање криминал, точно е дека не е почитувано ограничувањето. Меѓутоа ограничувањето, ако се сеќавате, го воведе дополнително Груевски и Марко Зврдевски го воведе ограничувањето, баш да ги зезнат СЈО, да може преку бидејќи тоа прашање не беше добро решено во законот, беше консензус и многу јасно дека таа тешка функција што они ја зема, за која што во тоа време ставија и глава од торба на некој начин, не е за таа плата, за 700.000 евра. И дека тие нормално за таква специјална функција и таа сериозност и опасност и ризики, што ја знам, треба да земат и да се спречи корупција и слично, треба да земат поголеми приходи. Дали се овие сега претерани е друго прашање. Меѓутоа беше неспорно дека тоа треба да се уреди со закон. Во тоа време, за да не се отвара можеби тоа како проблематично прашање како сега нивке им дадеме поголеми плати од другиве, па овие одма ќе плачат. Редовните обвинители не им го заборавија никогаш ова со парите. И едва ги начекаа, сега им се ситат. Ма и вероми ќе ги гонат мајка ќе им плачат, затоа што им беше криво. Као на наобични луѓе, смртници, да вие да чуете дека некој друг колега од вас има 3 пати поголема плата, ќе ви биде криво. И тоа е човечки. Меѓутоа што не се пријавија тие за специјални. Ја кога се на некој начин се кандидирав, водев од обвинител до обвинител, ги молев луѓето, не им се прифаќаше таа функција. Се луѓето забораваат кој беше амбиентот тогаш. Добро, на крајот излезе дека и не е битно пријавувањето, битно е кој што ќе одлучи, нели? Значи беше повеќе или помалку разумно дека треба да бидат адекватно наградени. И за тоа мислам дека они имале преќутно одобрение. И од амбасадите, и од донаторите, дека на некој начин може да има такви примања до некоја разумна мера. Дали они го претерале е нивна одговорност. Мислам дека малку Фатиме Фетај вели тоа е во рамките на тоа што го добиваат колегите. Од друга страна се вели дека бидејќи во законот се што не е уредено со тој закон или со посебен закон, се применува тоа ограничување до 35%, кое што наводно не било почитувано. Зошто политиката одлучи да го остави СЈО на цедило и дури и пред да пукне рекет? При тоа, на цедило мислам дека ниту власта, ниту опозицијата не посегна и не си остварија својата законска обврска да почнат процедура за нов избор на нов специјален јавен обвинител. Ја тоа прашам цело време, никој не одговара на тоа. Зошто не се избра нов обвинител? Бидејќи, ако цело време, особено опозицијата тврдеше дека таму нешто се случува, дека има незаконити дејства, сето тоа... Постапката требаше да почне од Илија Димовски, ако не се лажам. Од законодавно правна комисија. Таму има сложена постапка. Постапката под ги вклучува политичките партии. Не е ни до крај јасна процедурата. Не е до крај јасна што е прво, што е второ, што е трето. Но точно се знае дека треба да има одобрување и од политичките партии и од собранието. А во собранието почнува од таму. Во договор. Меѓутоа никој не го направи тоа. Во еден момент Социјалдемократскиот сојуз тврдеше цело време дека е општо познато дека не може да има согласност околу нов обвинител со интегритет на местото на Јанева. И јас стално викав, зарем можно, ако сме ние држава каде што во цела Македонија не може да се излече еден обвинител или професор или адвокат или не знам кој да го води тој тим, тогаш не треба да сме држава.
која е каква е таа држава, кај што е еден насаден човек нема што е непартиски. Ама сега, На кој што сите му веруваат. ама сега имаме ситуација во која што, еве, Фатиме Фетај вели, ние сме архивари, односно ги чуваме предметите, Тоа е веќе друг. а истражителите на Русковска бараат материјали околу бонусите и финансиското работење од Елизабета Јосифовска, која била заменичка на специјалната обвинителка, меѓутоа таа повеќе не е ниту обвинител во СЕО, ниту ништо. Во кое својство се бара тоа од неа и кое тоа што конечно, односно дали јавниот обвинител Јовевски треба конечно да излезе во јавноста и конечно да објасни што тој презел, што пренел како надлежност на постојните обвинители, а што е останато да виси во правен вакуум, бидејќи да се бараат материјали од Јосифовска, која повеќе не е обвинител во специјалното јавно обвинителство, со тоа ги нема ни овластувањата да дава било какви документи, е апсурдно. Јовевски си има отворено услови за пензија, надора си оди у пензија. Човекот не е лош, ама нема лидерски капацитети, не знам што да кажам. Ова е работа која што бара многу енергија и многу одлучност. Не одат да џабе луѓето у пензија кои ќе клапнат. Не сакам да звучам Малку сте циничен и ироничен сега, ама прашањата се сериозни. Имаме институција со 85 вработени на кои што нема кој да им подпише плата. Таму останаа многу проблеми нерешени. Имаме исто кој што стане некои проблеми нерешено во обвинителството. Ништо не се мрдно со истражните центри. Се формираат 10 години помина законот уште не се формирани. Ајде Марко ги кочеше. Сега се убедувавме со овој обвинител дека има потреба. Меѓу другото и СЕО беше добар пример дека тоа е ефикасно, дека тој дел на приказната разбивањето на монополот на Министерството за внатрешни работи и градење на капацитети, дека е успешна алатка. И греото е една од приказните за продолжување на мандатот на СЕО беше овој капацитет што се има да остане. Се уште не е јасно. По мене беше најдобро целиот да се даде на организиран криминал и да си продолжат таму да работат. Они сега некои луѓето сакаат да ги вратат назад, па и во иднина ги демотивираат уопште да се јават, како не им е лесно на полицајците од една структура да се пријават во обвинителство ако има голема веројатност дека утре или во некој момент ќе ги вратат назад и таму ќе ги шиканираат. МВР е многу гадна средина од тој аспект. Ако нешто се правите дека сте многу паметен, таму луѓето што докторираа сите назадуваа. Овие отишле во обвинителство, сите ќе одат кој ќе дојде политичка гарнитура, исто има чистки. Многу е гадна институција, би рекол. И е лошо што ја водат партиски кадри. Тоа не е новина што очекувавме од СДСМ. Не очекувавме партиски секретар, после Гордана Јанкуловска, пак да дојде за министар за внатрешни работи. Ние очекуваме као министар за правда, као министар за внатрешни, омбудсман, обвинител, да дојдат независни луѓе со интегритет. Доста не растурија овие партије. И не учат лекција и пак им се криви, сега ќе ги проветрувале судиите и обвинителите, одемек они си се добри, ништо не има на политичарите, они немаат проблеми, не се уклучени во афери, не се криминални, сите се збогатија, а ќе испитуваат имотот на судиите. Овие политички гарнитури и сегашната и предходната се де факто најбогати у Македонија. Што се судите со еден джипсет сега имаме своевидно предизборно лицитирање. Вчера премиерот Заев најави готово веќе мора да има ветинг, проветрување на обвинителството и судството. Денеска лидерот на опозицијата излезе во ред, нема проблем, ние го надополнуваме со предлог тоа да важи и за политичарите и сега во реалност
тоа не може да се случи, бидејќи остануваат неполни 20 на дена до ефикасен мандат на владата, потоа имаме техничка влада која што не може да предлага закони, која што, значи се ветер и магла. Дали во овој мали... Тоа е нашата најголем проблем, што политичарите гледаат во краток период, во нивниот мандат, Кобожемски да направат реформи, бидејќи реформи де факто не се прават толку брзо. Кобожемски да направат реформи и веројатно да се офајдат колку можат. Има ли во овој краток период, една вистина краток временски период, да се донесе законот за јавно обвинителство во некоја од, веќе не знам која верзија е на работна маса, односно да се искористи она што очигледно се распаѓа како потенцијал од специјалното јавно обвинителство, при тоа мислам на стручниот кадар во кој што се вложени многу странски пари за обука во тие истражни центри. Мислите на СЈО? На СЈО, да. Па нели целата приказна беше дека уствари ние немавме нов концепт, па да не знам нека нова приказна за обвинителството. Ние до сега во Македонија и сме немале концепт вистински да го реформираме обвинителството, тоа секогаш било колатерала на судството. И сега немаме концепт, новиот закон се правеше заради СЈО, ама се правеше заради СЈО за да го продолжи мандатот и да обстане и наводно да биде коректив на некој на власт. Тоа преку ног кога пропадна, без никој да даде одговор зошто, како, зошто е сега тоа подобро, зошто се враќаме назад, као ништо да не било, као СЈО заради приказната дека рекетирала или им направила некоја глупост катица, се што е добро од СЈО заборавме за еден ден и се враќаме назад на редовното со сите проблеми што си ги имаш од претходно. Тоа е, како да ви кажам, неодговорно. Второ, ја инсистирав да се престане со тие партиски уредувања на правосудството. У правосудството и во експреската фела има добри кадри кои што можат да направат пристојан закон без проблеми и без тоа да се прават разноразни глупости кои што се прават политичките партии. Меѓутоа да се врати назад на групата со, да речам, самостоен мандат. Сега министерката го враќа назад, ама ја не прифаќам кога она веќе министерката се направи грешка што влезе лично во преговорите како представник на СДСМ. И она влегува со партиски преговори меѓу нив и ВМРО, секој ќе ме викнат мене во правда. Ако ме викне министерката, ја како да одам во СДСМ. И се они ни даваат на закон кој што меѓувреме го промениле со влијание на еднострано и ни го даваат ние во рамките на тоа што го смислиле, без со заборавање на СЈО, да направиме нов закон и сега да изгледа дека тоа експерти го направиле. Тоа не е убаво, не е ни честно. Да еден состанок да ни дадат само да ги исправиме ние, да исправиме или да улепшаме, да разубавиме нивната верзија на законот. Па искачи како ние да сме некакви партиски експерти. Затоа е најдобро било кој министер натаму да на оваа позиција, на позиција на внатрешни работи да биде од моментот кој ќе стапи на функција да гради позиција на слично како председателот што ветува дека ќе го прави, а не го прави, на татко за сите, условно речено. Сосема на крај, пред самиот крај сме со сите овие најави и случувања, во услови на веќе отпочнато предизборие, правно-политичка бура или? Како ги заврши пред изборите? Случаеве кои што се актуализираат во предизборие, во кој правец ќе дува ветрот? Ние веќе не може ни да предвидиме што се ново ќе ни се случи. Значи, рекет беше огромно изненадување и некои други работи. Дури ние стануваме зависни од овие приказни. Утре кој ќе ги нема, не знам дали ќе ни фалат. Од една страна не разочаруваат и не утепуваат, од друга страна ни се некаква забава за масите, некакво големо реално шоу, да не речем циркус. И
Не знаеме ние што уште не чека до избори. Еве како доаѓаат еден по друг настани, допрва ќе видиме како ќе се развива и рекет и што се уште ќе се случи. Професоре, ви благодарам што вечер бевте во Топ Тема. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието. Останете на тема.